Почитувани новинари, почитувани граѓани на општина Гевгелија. Вчера председателот на Општинскиот комитет на ДПМН Гевгелија, господин Александар Атанасов, одржа пресконференција. Само што помисливме дека и проработила неговата совест, дека го обзел од чувство на човечност, па решил да излезе јавно да се извини, заради фактот што лично тој со неговите телохранители брутално нашата Гевгелија пред општина Гевгелија претепа и му нанесе тешки телесни повреди на нашиот партиец. Тој, како ништо да не било, без срам, без елементарна култура на човек, кој се отрезнил, решил да се покае и извини, изврши уште еден брутален напад. Овој пат вербален, врз меморијата и интелигенцијата на гевгеличани. Затоа сакаме директно да му појасниме нешто што очигледно не му е познато, а треба да го знае. Господине Атанасов, најпрво ви благодариме што со вашиот прес отворивте една тема и ни давате можност да ги подсетиме граѓаните, а и вам да ви појасниме некои работи, што мора да ги знаете кога веќе имате амбиција да водите некаква политика за Гевгелија. Со вашиот прес, вие освен што потврдивте дека освен за Балкана, вие не знаете за друг тип на кампања, а згора на тоа, уште еднаш самиот го кажете дека многу нешта ниту ви се познати, ниту ви се јасни. Мора да ви коригираме остата. Зиг Винуј, гордоста на Гевгелија, како што велите вие, беше земјоделски комбинат, а не фабрика. За ваша информација, приватизацијата на земјоделските комбинати започна во 1999 година, кога министер за финансии беше сегашниот премиер Никола Груевски. Приватизацијата на сите земјоделски комбинати во Република Македонија започна во 1999 година во време кога со Зиг Винуј директоруваше кадар на вашето ДПМН. Треба ли да ве подсетиме кој беше на власт во Република Македонија од 1998 година до 2002 година? Во приватизацијата, што ја спроведовте вие, со Зиг Винуј, еден дел ток вашиот менеджмент на комбинатот и подари на Македонска банка, а другиот дел беше разграбан и разделен на блиски луѓе на ДПМН. Прашајте го прочем сегашниот градоначалник Франгов, тој знае добро и ќе ви објасни колку субјекти од некогашниот Зиг Винуј тогаш станаа и се уште се по собственост на само на семејството Кичукови. Погледнете ја вашата советничка листа и прашајте го носител колку делови од гордоста на Гевгелија Зиг Винуј поседува лично тој. Чија е пиперната? Чија е амбалажерка? Чија е живинарската фарма? Ако не знаете, еве ќе ви кажеме. Денес и пиперната, и амбалажерка, и живинарската фарма се во собственост на потесното семејство на вашиот носител на советничката листа, како што е негова собственост и половина од имотот од некогашниот Солун. Затоа не чуди како тоа вие председател на Општинскиот комитет на ДПМН не знаете ништо за фактот дека едни исти луѓе поседуваат пола имот на Винуј, а се носители на вашата советничка листа. Што се однесува до фабрика Зора, според информациите кои ние ги имаме, тоа е единствен дел кој не е приватизиран од цел Винуј. А за председател Бранко Црвенковски и неговата поврзаност со Винуј, единствена вистина е тоа што тој, водејќи сметка за вработените на Винуј и поступувајќи што налагаат основните вредности на социјалдемократијата, во текот на 2003 година, како тогашен премиер, изнајде буџетски средства во висина од 7 милиони марки и ги плати сите за останати придонеси на сите вработени во Винуј. Така што, меѓу злосторството за кое што зборувате вие и злосторството што ги правите како ДПМН има една голема разлика. Господине Атанасов, од тој според вас злостор, директна корист видоа 1700 вработени во Винуј, голем дел и ваши и наши членови, а од вашето денешно финансиско цунами, ајер видовте само вие, фамилијата и никој друг.